Туристичките центри дувло на организирано питачење. Во пресрет на новогодишните и божикни празници, состојбата е застрашувачка посебно во Охрид, каде се транспортираат питачи од повеќе градови, а жртви се најчесто децата, алармираат од невладината Гради ме иднина. Зад привидната сиромаштија стојат мафијашки структури, претворајќи го социјалниот проблем во добро разработен криминален бизнис. Од Министерството за внатрешни работи, кое е се поприсутно на терен, досега се поднесени 246 кривични пријави. И кривично ќе одговарат, понатака ја следи полицијата, им поднесе кривични пријави затоа што децата ги злоупотребува, беа во злосторничко здружување, во организација, каде што со децата тргува, правеа и бизнис, проституција, проширува и така натака. Буквално сите институции, и на централно и на локално ниво, повеќе од 35 години не превземаа ништо за сузбивање на питачењето. Последниве две, бројот на питачи е намален, но над 2000 деца питачи преку ноќ невозможно е да се тргнат од улица, вели Јовановиќ. Тој со апел до градоначалниците, посебно на туристичките центри, да го решат проблемот со питачењето. Во Македонија има 2 дневни центри за нивно згрижување, што не е доволно. Од Сдруженијето Гради ме иднина апелираат да се изгради уште еден дневен центар и тоа во Охрид, а дотогаш граѓаните да се воздржат од ставање пари на подадената детска рака. Затоа апелирам граѓаните на Охрид, сите туристи, да не им дават монети, затоа што тоа е кривично дело, злосторничко здружување и сите тие други работи кои ги истражувавме, они ги привикнуваат, наместо да ги одвикнуваат, затоа што овие пари кои ги добиваат питачите завршуваат кај организаторите, кај мафијата, а децата добиваат во износ од 10 до 50 денари и еден дебел кјутек. Децата се на улица од 9 часот наутро до 2-3 часот по полноќ и заработуваат од 3 до 6000 денари. Тоа е дел од криминалната шема која го собира секој денар. Во улога на питачи најчесто се деца од социјално ранливи категории семејства. Истражувањата покажуваат дека 18500 деца никогаш не седнале во училишните клупи, нити знаат што е градинка. Сега со заложби на владата и образовните институции, околу 200 деца се запишани во училиште, а 145 се згрижени во групни домови и згрижувачки семејства. Од Сдруженијето Гради ме иднина веќе 4 години го спроведуваат проектот Стоп против питачење и злоупотреба на децата. Ставен е во функција и протоколот кој 35 години се чуваше во фиока. Никој не го работеше, нити знаевме дека постои, додава Јовановиќ. Истиот се разработи со релевантните институции. Целта е да им се овозможи на овие деца кров над глава, образование, грижа за нивното здравје и документи за идентификација. Оти немаат нити извод на родени.